Новите градоначалници веќе размислуваат за кадровски смени. Се тресат фотељите на над 50 директори во регионот кои управуваат со општински училишта, градинки и јавни предпријатија. Ова е очекувана реакција откако локалните избори донесоа смена на власта во 10 од 11 општини од регионот, а досегашните градоначалници од ВМРО ги сменија други од СДСМ. Работата на градоначалникот во Берово во многу нешта му ја олеснува истечениот мандат, речиси на сите локални директори, така што работите таму веќе се одвиваат по природен пат. Најголем дел од постојниот кадар го трошат последните месеци од нивниот мандат, така да истите во месец јануари во најголем дел им завршува мандатот и веќе согласно законите кој кажува дека на 3 месеци пред истекот на мандатот мора да отпочне постапка за избори на нови директори, веќе во 3 единки корисници е отпочната постапката за избор на нов директор. Големо незадоволство од досегашните кадри има во општина Карбинци, каде сегашниот градоначалник најавува итни смени. Институции кои што се под надлежност на локалната самоуправа, вклучително основно училиште, јавно комунално предпријатие, градинка, таму имаме веќе посериозни проблеми и таму размислуваме за кадровски решенија кои што ќе мора набрзо да ги направиме, се со единствена цел тие институции да профункционират за доброто на жителите на општина Карбинци. За сега во најголемата општина во регионот Штип се уште нема директорски смени, а градоначалникот Бочварски е воздржан по ова прашање. До 15 според моите информации додека се уште траат изборите, бидејќи имаме трети круг во една општина во Република Македонија, ние немаме право да менуваме директори, да назначуваме нови. До тој момент, после 15 ќе разговарам со секој од нив да видиме како и на кој начин тоа ќе го направиме. Јас верувам дека ќе наидеме на нормална, коректна комуникација од нивна страна, за да го поставиме тимот кој што во наредниот период ќе работи заедно со мене во општина Штип. Смени да, но не по секоја цена е ставот на Пехчевскиот градоначалник. Секој оној кој што работи професионално, кој се ги извршува задачите онака како што треба по ингеренции, ќе биде награден. За другите кадровски решенија како потенцијал каде што видиме дека ќе имаме потреба од дополнителни кадровски решенија за смена на одредени оделенија, бидејќи во општина Пехчево нема ни правно лице. Тоа е многу голем дефицит, бидејќи општина Пехчево, како секоја општина, мора да има правно лице. Така да ќе се обидеме преку оглас, стручно, квалитетно правно лице за да почне да функционира општината онака како што треба. Ова секако се коректни изјави, но ниедна нова власт досега не ги оставила на функција старите директори. Така било од секогаш, така сигурно ќе биде и сега. Од една страна, секој сака блиски луѓе за спроведување на своите политики и проекти. Од друга, многу партиски членови кампањата ревносно ја истрча, па сега очекуваат награда за тоа.